Документарна емисија за вистини, факти, мистерии, древни вредности, корени, древна македонска митологија. Сознајте ја вистината за Македонија, мајка на светот. Само на телевизија Сонце. Добро вечер. Продолжуваме со серијалот Македонија земја на Божјата мајка или светот на Божјата мајка. Овој пат со подносов зошто ова ни се случува. Серијалот веќе доаѓа при крај. Во целиот негов тек, јас се трудев да изнесувам аргументи и факти, а гледачите сами да оценат кој е кој што е што на овие простори. Во ова емисија, како што и најавив, ќе се обидам да дадам своја анализа, своје мислење за проблемите што ги имаме, пред се за основниот проблем името за нашиот јужен сосед, но изгледа не е само со нив и не е само проблемот името. Значи, моја анализа, моје мислење, нека не ми замерат гледачите, не можам со сите да се сложам, нити тие со мене. Како што видовме во изминатиот серијал, Македонија е земја единствена која има име, која има држава, основано уште пред Христа и со исто име обстојува и денес. Македонија е единствена држава и единствен народ запишан во Библијата под исто име обстојува и денес. Видовме од овие простори се почнува. Да не ги набројуваме сите цивилизацијски придобивки за кои што зборувавме. Нашите јужни соседи сметаат дека древните македонци биле грци, па оттаму сите цивилизацијски придобивки им припаѓаат нив. Тие оттаму ги влечат своите древни корени, индиректно преку Македонија. Затоа и тие немаат место зостапки, затоа се толку настојчиви во своите барања Македонија да го промени своето име, меѓутоа не е само име, во прашање и идентитетот, во прашање и јазикот, но за тоа ќе зборуваме односно ќе зборуваме во наредната емисија. Зошто тогаш ни се случува ова? Ако видовме се трга и се почиња од Македонија, се е врзано за Македонија. Едини го споруваат името, други јазикот, трети црквата, четврти со оружје звецкаат на нашите граници. Постојат две основни групи на причини за тоа. Надворешни и внатрешни. Надворешните причини се геостратешки, геополитички, тие не зависат од нас и ние како знаеме и умееме ќе се справиме и се справуваме со нив. Кај моќните земји, кај моќните сили не постојат емоции и пријателство, постојат само интереси. За жал, европските моќници најдоа други сојузници преку кои ги освојуваат своите интереси на Балканскиот полуостров, а не Македонија. Одбраа сојузници по свој терк. Ако видиме како се именувани скоро сите западноевропски земји, ќе видиме дека сите одбраа новокомпонирани имиња. Нивните имиња не асоцираат на нивните древни корени. Ќе земам за пример само французите. Тие се гали, значи нивниот символ е галскиот петел, а го зема името по едно германско племе Франки. Енглезите се саксонци и нормани, а го зема името Енглеска или Велика Британија. Да не набројувам натака. По исти терк си одбраат своји пријатели пред се оние држави на кои што им помогна да се осамостојат, да се ослободат од турското владение. Така ќе видиме, нашите јужни соседи го имаат името Грција, име кое што екзистира од 1830 година, никогаш пред тоа немало грчка држава и грчки народ, тоа го образлагавме повеќе пати во текот на овој серијал. Србите, иако древното население по течението на Морава, најголемиот дел беа трибалите, не го одбраа тоа име, не го одбраа името ниту Илири, ниту Дарданци, според народите кои што живеа на просторите на кои што делови од Србија и денес опфаќа, него избра името Рашка, според древната српска држава Рашка. Албанците до 1912-13 година не постојава како држава, прето и не постои држава Албанија. Дотогаш се нарекува Матија, етимолошки корен влече од зборот Ематија, синот на богот Македон, според кого еден период така и се нарекуваше државата. Не се нарекува ниту Илири, нити Дардани, на што
всушност денес тие и претендираат и се представуваат, не се именува ниту Пелазгија според древните Пелазги кои што исто така живееа на тие простори. Бугарите се дојдени во 7 век, не го земе името Тракиско, според древните жители на таа територија, кои што таму живеева, во древноста го зема името според татаро-монголските или турано-монголските племиња, кои од Азија прво дојдоа на Волга, па и од таму волгари или болгари, и така и се нарекува. Што гледаме? Во ова друштво штрчи само Македонија, со својата древност, со своите древни корени, со своето древно име и со својата древна историја. Откако постои паметење, откако постојат записи на овие простори, ние знаеме само за името Македонија и македонци и никако друго. Фактот што некој отргнал дел од таа македонска територија, од тоа македонско јадро, и тие делови ги инкорпорирал во својата држава и ги нарекол поинаку, не треба да влијае за промена нашето име. Не може сега некој да баре и ние да си го промениме името кое што со милениуми си го носиме. Затоа сите соседи на некој начин се настојчиви и притискаат, едни со барање за промена на името, други со промена на јазикот, трети со црквата. Зато тие искористија приликата 1912-13 година да распарчат Македонија како што тоа го направија римјаните кога дојдоа на Балканот. За жал има поддршка во големите сили, кој што го поддржа геноцидот, мислам дека е најголем во Европа во нејзината историја. Го поддржа и геноцидот 46-49 година. Затоа не треба да се залажуваме, не треба да се завераваме. Своите патишта во евроатлантските интеграции да си ги бараме на свој начин, да си одбереме свој пат и не треба да очекуваме, јас мислам дека нити можеме да очекуваме да ни помогне во тие напори некој кој што откинал македонското јадро или некој кој што фрлал напал бомби во врз македонските села и градови. Нас ни требаат пријатели, но пријатели кои што ние ќе ги создадеме, вистински пријатели кои што ќе помагаат во секоја прилика. Тоа треба да сториме по нивниот терк, врз база на интереси, взаемни, се разбира, пријатели, како што рекол, кои што ќе помагаат во секоја прилика и ќе помогнат и за интеграција во Европската унија и пред се интеграција во НАТО, пактот на НАТО самитот во Чикаго, кога тој вистински пријател, ако го создадеме и ако го одбереме, на самиот самит директно ќе предложи и ќе побара гласање за прием на Македонија во членството на НАТО алијансијата. Не тоа да го чини со промашен датум пред или после тоа кога не ќе има ефект. Тогаш ќе биде залудно. Нашите соседи многу добро знаат што значи меѓународното право. Многу добро ја познаваат Повелбата на Обединетите нации и Универзалната декларација за човековите права. Знаат дека правото е на нашата страна. Затоа и тие притискаат сами да си го промениме името. Затоа не се обраќаат директно, затоа користат разноразни посредници, медијатори, олеснувачи, кризни групи, кои што директно ни кажуваат дека ако не направиме договор со нашиот јужен сосед околу името, ќе има последици, ќе има дестабилизација. Таа дестабилизација ја очекуваат одвратре, као што тоа беше 2001 година. Тоа се директни закани, никако поинаку не можат да се сватат. Велам, тие многу добро го знаат правото е на нашата страна, затоа, ако, како што се забележува, ни советуваат да не се водиме по правото, туку по пат на диалог. Значи го промовираат правото на моќта, правото на силата, со преговори, со разговори со посилниот, да најдеме договор, компромис за името. Невидена работа, не чуена за 21 век. Мислев дека такви нешта не ќе има. Меѓутоа, за жал, се уште владе законот на посилниот. И тука ние немаме што да правиме, ќе мораме да најдеме начин да се справиме. Се разбира, не со сила, туку со
со разумот како што секогаш сме го чинеле. Од друга страна ни советуваат да не гледаме назад, да гледаме напред. Со други зборови да си ја избришеме сопствената историја. Повторно сами. Не била важна историјата, била важна иднината. Ако тоа го сториме и ако се договориме со Јужните соседи, ќе ни помогнеле. И тука имаме два невидени апсурда, две невидени небулози, непримерни за една цивилизација од 21. век. Зашто се работи? Прво не тераат да си ги отсечеме рацете и нозете, а потоа ќе ни помогнеле. Како ќе ни помогнат? Најверојатно со инвалидска количка, па ќе ни било поубаво и полесно. И втората небулоза. Европа за своите миленичиња, за своите кучиња, бара родослов, бара педигре, за да ја одреди нивната вредност, нивното значење. А нас, македонците, како еден народ, како една држава, бараат од нас самите да си ги избришеме своите корени, да заборавиме кои сме. Мислам дека е срамно. Некогаш Европа, па и нашиве соседи ќе се срамат од овие дејанија. Ова ме подсетува на една американска серија која се прикажуваше пред 30 на години. Постарите гледачи на телевизија Сонце веројатно се сеќаваат. Тоа е телевизијата Корени и познатиот Кунта Кинте, моментот од неговото комшикување, со што му вршат притисок да си го смени своето име, да каже ново име, нов идентитет. Јас би замолил режијата да пушти еден инсерт, оној што го подготвивме за оваа емисија, па ќе го коментираме. James, your name is Toby. I want to hear you say it. Your name is Toby. You're going to learn to say your name. Let me hear you say it. What's your name? Kunta Kinte. When the master gives you something, you take it. He gave you a name. It's a nice name. It's Toby. And it's going to be yours till the day you die. Now, I know you understand me, and I want to hear it. Again! I want to hear you say your name. Your name is Toby. What's your name? Kunta. Lord God, help that boy. They're gonna whip him dead. What's your name? Say it. Toby. Who are you? Say your name. What's your name? Toby. Што можевме да видиме од овој инсерт? Мокниците, се разбира оние цивилизираните, во времето на колонијалното робство, со бродови идева во Африка, со помош на мрежи, како да се работи за диви животни, ловеа млади црнци, силни, способни за работа, и ги носеа во своите земји да им работат како робови на нивните полиња. Младиот Кунта Кинте, не сакајќи да го заборави својот идентитет, да го прими новото име, камшикуван, видовте, драги гледачи, до смрт, додека не попушти. Сликовито прикажано, ова е нашиот случај. Притисоци од сите страни,
да си го смениме името, да си го смениме идентитетот, да си го смениме јазикот, кој што според мене најмногу им смета. Македонскиот јазик во себе го содржи кодот кој го дешифрира минатото, но за тоа во наредната емисија ќе кажеме нешто повеќе. Американците ја научија лекцијата. Црнците во Америка денес се равноправни граѓани на таа земја. Дали Европа ќе ја научи лекцијата? Се надевам брзо тоа ќе го стори. Причината е многу едноставна. Името, велам, не е проблем и не може никој да го избрише. Тоа е заверено со печат и благослов Божи. Заведено е во Библијата. За да го избришат името Македонија, ќе треба да ги избришат архивите во Рим, Ватикан, Ерусалим, Александрија и други големи градови низ Европа. Ќе треба некој да ги избрише делата на Хомер, на Херодот, Страбон, Аријан, Јустин, на Јулије Цезар и кој ли не се уште, на Квинти Руф, на Овидий Насон, на Виргилије. Тоа не е возможно. Ќе треба некој да ја избрише и да заборави Библијата, каде што Македонија 28 пати се споменува според своето име. Име кое што рековме со милениуми екзистира на овие простори. Кој ќе се обиде да исквернави Библијата, кој ќе се обиде да го избрише македонското име, ќе си има работа со медијаторот, но не оној што го одреди Обединетите нации, него со оној горнион, вистинскиот. Втора група причини поради кој ни се случува ова што ни се случува се внатрешни. Македонскиот народ вели никој не може да ти направи толку зла колку што можеш самиот да си сториш. И тоа е македонската вистина. Не следуваше од времето на Александар, кога неговите најблиски го отруја. После што почнат династичките борби за македонскиот престол, пошто и се подели македонската држава на 3 огромни царства, кои натаму не може меѓу себе да живеат во слога, постојано беа во меѓусебни војни, што е ослабне македонската држава и македонското ткиво толку што му е олесни работата на Рим да дојде на овие простори и да ги завладе. 168 година пред нашата ера тоа се случува. Што имаме тука повторен парадокс. Следачката династија во Рим се Јулиевците, потомци на Јул, од своја страна тој потомок на Енеа, водачот на дарданците во Тројанската војна, кој што видовме во претходните емисии. Тројанската војна се одржала на овие балкански простори, тука е лоцирана Троја, Троја е држава, не е град, градот е Илион. После изгубената војна водачот на дарданците Енеа од Македонија иде во Италија, се населува во централниот дел и подоцна неговите потомци, начело со Јул, ќе го основаат Рим. Тие се сметаат за основачи на Рим. Истите тие наши предци дојде овде како јаничари и ја завладеа македонската држава. Ја распарчија на 4 дела, од кога 2000 години и повеќе не можеше да се опорави. Значи, нашиот основен проблем се нашите измеќари. Нашите јаничари, кои јас ги нарекувам измеќари, по прикладно име мислам дека не може да им се најде, затоа што ги вршат највалканите работи, помагаат на македонецот да си ги заборави своите корени, своето потекло, своето минато, да го претворат во аморфна маса, која што лесно се обликува и ќе може потоа некој друг да асимилира. Така било, на жалост, така е и денес. Нашите јаничари, односно измеќари, сега натака ќе го потребувам терминот измеќари, тој им е поприкладен, особено се на сцена од 1945 година по возобновувањето на древната македонска држава. За прв пат после 2100-2200 години набравија се за да заборавиме кои сме.
Тоа беше време кога беше ерес да се копне подлабоко од 6 век, време кога беше ерес да се спомне Александар или Филип. Затоа се одеше на Голи оток. Кои се измеќарите во Македонија во овој период? Велам од 45-та година, особено во времето на едноименото, времето кога ние требаше да оживееме просперитет, ние практично направивме се да си го избришеме својот идентитет, своето потекло, своите корени. Инфилтрирани се во сите делови на општественото, државното живење и уредување. Ги има во образовниот систем, на сите нивоа. Ги има во сите научни институции, вклучувајќи и онија највисоките. Ги има во политиката, ги има меѓу новинарите, колумнистите, аналитичарите. Се чини блиски се до една странска фондација и така и се именуваат во некои прилики. Меѓу нив предничат една група луѓе, јас нема да спомнувам имиња, не ми е целта да се пресметувам со некого и да го ставам неленски рогови за своите дејанија. Секој има право на свое мислење и на свој видување на работите, јас тоа нема да им го оспорам, меѓутоа ќе го кажам своето мислење, што мислам за нив. Предничат еден поранешен премиер, еден поранешен министер и неговиот аѓутант, една поранешна професорка и нејзиниот асистент, една докторантка од Сорбона, која може би сега најверојатно и докторирала, знаејќи какви се работи изнакажа за да се избриша македонскиот идентитет и со каква жестина се наврлаше против сите оние кои што сакаа нешто да афирмираат од древната македонска историја, од древните македонски знаења, древните македонски корени, веројатно не ме чуди и 2 докторски титули да обезбедила. Тука е еден поранешен амбасадор. Не видено како лесно тие имаат медиумски пристап и во електронските и во пишаните медиуми. Велам, единствена задача им е да придонесат, да си ги забравиме корените, да се срамуваме самите од себе, да се срамуваме од древните корени, да го убедат македонецот дека Европа ни се смее затоа што се сметаме за антички народи. Замислите, сите онија ново компонирани што на историска цена се појавија во 7 век, се појавија во 19 или во 20 век, ги приграбива древните, античките корени, од тоа не се срамуваат. Европа ги прифаќа, ние треба да се срамуваме. А видовме кои сме и што сме, да не повторувам. Го докажавме низ овој серијал, тоа и ни беше целта. Сето тоа го прават за да може некој друг, рековме, да ги присвои овие древни корени, да стапи на нашето место и да не направи една аморфна маса лесна за асимилација. Земеме пример историјата наша. Првата, онаа тротомната од 1969 година во издание на Институт за национална историја. 1500 страни, 3 тома, од кој за најславниот период, за кој што има најмногу да се зборува и пишува, само 37 страни. Ако тоа се исклучи делот кој што сметам дека го напиша Стјепан Антолјак, и она единствена светла страница 59-та од првата книга, во која што јавно кажа дека словените се појавиле, велам се појавиле, не дошле од зад Карпати. Тој децитно запиша дека се појавиле на историската сцена во 6 век. Постоеле, како што се вели во историјата, и порано, но под друго име, Венети. Натаму Молк. Овој непобитен факт, овој аргумент, тој што го презентираше германскиот историчар од 6 век Јорданес, кој што ги изедначува венетите и словените, со што ја потврдува тезата на Антолјак и на нашиот Институт за национална историја, книга која што ја подпиша 20 доктори на науки, меѓу кои 7 тогашни и идни академици. Се другото е во стилот на не се знае, се мисли, се предпоставува. Ништо
за древните македонски корени, ништо за јадрото на македонската етногенеза на древните народи, пелазгите, венетите, бригите, тие се избришени, заборавени. Ништо за македонскиот јазик, култура, писмо, религија. Сето тоа е оставено друг да го приграби. Ништо за македонската митологија. Митологија со милиони стварана на овие простори, претежно од планината Олимп, планина за која што видовме дека бројни автори меѓу кои најдециден е Страбон, најголемиот древен антички географ, тврди дека е тоа македонска планина. Тија митува оваа планина на која што живеа македонците и во нивната околина се разбира, тие ги создаваат тие митови. Митологија што создавана милиони пред доаѓањето на данајците на овие простори. Све се погрчи, благодарение е со помош на нашите измекери, со помош на нашите научници и политичари се разбира од тоа време. Ни збор за македонската ономастика, ни во тие митови наоѓаме бројни, стотици македонски имиња, денес наречени словенски. Само во една книга на грчки и римски митови од српските автори Церевич и Цермановиќ јас најдов 500 имиња сврстани во речникот на македонски имиња од 7 век па навака. Тоа се имиња кои што екзистираат со милениуми пред Христа, не од 6 век па навака. Ништо за македонската топонимија, оронимија, хидронимија, нисонимија, за која што видовме во изминатите емисии, разбитлива е со денешниот македонски јазик, што го потврдува милениумскиот идентитет и милионимските врсти меѓу древните и денешните македонци. И за тоа ништо во нашата историја, не само на атротомната, во било која. Бројни истории се напишани од 45 година навака. Никој не ги спомнува овие работи. Петдесет години стваравме историја според која ние сме млад народ, млада држава. Секоја прослава нашите политичари ја почнува со оваа реченица. Млад народ, млада држава. Не баре некрстени, па заради тоа ќе мора да си го промениме името. Фали само да додадат, односно да додадеа дека е тоа Титова или Комитерновска творба, па да бидевме 100% на линија со нашите соседи кои што го оспоруваат нашиот идентитет. Наши историчари и политичари прифатија дека ние сме дојденци на трапници, освојувачи на овие простори од заткарпатските мочуришта. Теза која промовира грците за да направат разлика помеѓу денешниве македонци и древните, за да можат тие да ги присвојат древните македонци. И тука сме на иста линија со нашите јужни соседи кои што се обидуваат на овој начин да не негираат и асимилираат. Во уводот од оваа наша прва историја од 1969 година, секој може да забележи дека Ѓорѓе Пулевски, еден од нашите први дејци кој се обишел да пише македонска историја, напишал книгата Славена македонска историја, и кој што себе си се сметал за потомок на древните македонци, во оваа наша историја, во воведот од редакцијскиот одбор, тој е прогласен со други зборови за недоветен. Зашто недоветен? Само заради тоа што се сметаше за потомок на древните македонци. Потомок на Александар и Филип, или како што вели тој, наши баби славењаки ги родиле. Цел свет знаеше, само ние македонците не знаеме и не знаеме уште кои сме. Тука, кога сме веќе, сакам да спомнам еден друг наш историчар, кој што целата своја кариера пишувајќи за македонската историја, македонската етногенеза. Тој вели дека, мислејќи очигледно на Ѓорѓе Пулевски, но и на други револуционери и преродбеници, како и Сеија, Мажовски, Карев и други, напиша дека биле заведени од древните автори, како што се Херодот, Тукидид, Хомер и така натака, кој што во своите дела ги спомнале венетите. Видовме венетите и словените се синоними. Словените до 6 век биле именувани како венети.
Од тогаш настанува преименувањето во Словените. Кажавме и тоа објаснивме на кој начин. Да немаме време и во денешна емисија тоа да го повторуваме. Замислите каков невиден, нечуен преседен, невидена небулоза. Овој господин, овој историчар ги прогласи древните историчари како Херодот и нему равните за перверзни. Перверзија го употребувам свесно овој термин. Зашто? Затоа што вели ги завеле. Замислете, перверзните типови, перверзните историчари пред 2500 години или пред 2000 години ги завеле нашите недоветени револуционери или преродбеници во 19 и 20 век. Тоа што има временска разлика од 2000 или 2400 години не е битно. Во она време на едно името немаше кој да приговара. Све голтавме, све можевме да прифатиме. А вие, драги гледачи, оценете кој е овде перверзен, а кој е недоветен. Исто како и грците, и ние тврдиме дека до 9 век сме биле неписмени. Неописмениле браќата Кирил и Методи, кои создале азбука под теркот на грчкиот алфабет. Видите, под теркот на грчкиот алфабет. Грците се тие кои што ја создале сета цивилизација на овие простори, од тука преземаат римјаните, од римјаните цела Европа. А јас сакам да прашам, што е со Кадмо? Што е со Лин? Што е со Диодор од Сицилија? Видовме Кадмо е крал на ехелејците, историска личност со седиште во Охрид. Кадмо го најдовме на мозаиците од Плавошник. Тој е оној што според Херодот и Еврипид им го даде писмото на хелените, излегувајќи од Сидуград, според Милош Линдру, 1.13 имења на Охрид. Видовме полуостровот Лин близу Радожда на Охридското езеро. Лин е оној кој што беше учител на Орфеј и Тамир и учител на Херакле, од чии инструменти настрада. Видовме дека Диодор од Сицилија, дека овие личности пишувале на пелазгиски јазик со првите врежани знаци на пелазгите. Веројатно ние цртите и рецките кои што денес нас на словените не ги припишуваат. Што со овие податоци? Јас не сретнав за мојот живот една историска читанка, една историска книга, еден историски учебник во кој што се спомнуваат Кадмо, Лин или Диодор. Тоа е трагедија за еден народ. Исто и како и грците ја отфрливме етимологијата како наука. Зашто ова го чиниме? Односно, зашто тоа го чинат грците? Па етимологијата е дел од лингвистиката која што неумоливо го открива коренот на зборот. Со етимолошка обработка на секоја именка, заменка, придавка, додавка, точно доаѓаме до коренот на зборот. Точно не води до јазикот кој што го зборувале древните народи, кој што тоа именување го направиле, го сториле. И ние изфрливме етимологијата, за да не дојдеме до своите корени. Ако тоа го направивме, лесно ќе утврдевме кој бил јазикот на древните македонци. Има и илјадници, топоними, хидроними, нисоними, зборови, лични имиња останати од тоа време. Кој може да каже се дека некој туѓо име запишано уште пред 3000-4000 години како Неда, Калина, Климена, Кирка, Кирјана, Миле, Пере, Таси, да не ги редам. Повеќе стотици ги има. Само во една книга на митологија најдов 517. Денес именувани како славјански. Истите тие луѓе го измислија, односно го прифатија грчкиот термин антиквизација, за да направат разлика помеѓу денешните и древните македонци. Со истата цел, некој друг да ги присвои. Македонија не може да биде антиквизирана, може да бидат антиквизирани новокомпонирани држави и народи кои што се појавија на историска сцена во 7 век, 19 или 20 век. Го прифативме и терминот хеленизам и хеленизација во периодизацијата на периодите од најдревни времења до денес.
Периодот времето на Александар па се до Клеопатра VII Македонката е наречен хеленистички период. Период кога со светот владеева македонците, кога удрија печат на целата светска историја. И после смртта на Александар 3 македонски царства на 3 континенти 300 години владееја со светот. Некој тоа го нарекува хеленизам. Иако хеленска држава видовме не постоеше, нити грчка држава постоеше. Нашиви историчари тоа го лапнаа како сомови. Наши историчари во наши историски книги, во издание на познати институти, го преселија Венецкиот залив од Медитеранот на Балтикот, за да можат да си ги оправдаат своите задкарпатски теории. Видовме во изминатите емисии, покажавме на повеќе карти, барем јас сум видел десетина на кој што Јадранското море е прикажано како Венецки залив со најубавиот град Венетија, според Тит Ливи, римски историчар, древен римски историчар, така наречен според венетите кои што го изградиле. Венетите видовме се првите словени. Никој тоа во светот не го оспорува. Трагедијата која ќе слушате, односно кога јас слушам, за мене ќе зборувам некои наши ученик од највисок ранг, со највисоки академски титули. Наш академик јавно во дневните медиуми на насловна страна 2006 година изјави дека поимот слабо македонци кои што сакаат да ни го закачат представува признание, а не негирање на македонскиот идентитет. Ова е нешто нечуено. Не знае човек дали да се смее или да плаче кога се работи за човек од ваква, со вака висока академска титула. Кутрата не сваќа дека со тоа ја потврди грчката теза за постоење и на други македонци. Ја потврди грчката теза за географскиот поим Македонија. Кутрата, мислам дека залутала во мамо. Затоа очигледно не слушнала дека нашите селеници во Австралија своевремено покрена судски спор против австралиската влада заради користење на погрдниот термин слабо македонци. И тие се изборија за своите права. А ние уште дека ги туркаме овие грчки тези за растурање и разбивање на македонското јадро и на македонското ткиво. А кој знае, може би знаела, се работи за нешто друго. Не сакам да зборувам. Имаме еден друг наш академик, што ги прогласи Александар и Филип најславните имиња во македонската историја за грчки имиња. Замислете каков научник е овој. Александар и Филип грчки имиња. Кутриот ни Илијадата не ја прочитал. Да ја прочиташе, ќе видеше дека второто име или прекарот на тројанскиот принц Парис, кој што ја грабна убавата Елена и заради кој почна тројанската војна, го носеше името Александар. Име кое што фигурира 1200 години пред Христа, време кога држана тројанската војна, време кога што грците се уште ги нема на Балканот. Тоа го видовме од Хомеровите епови, од Илијадата, кој што децидно тврди дека сите учесници во тројанската војна се пелазги. Истото го тврди и Овидиј Насон своите преобразби. Ги цитиравме, ги покажавме на македонската јавност. Што да кажеме за преводите на древните дела, Хомеровите епови или трагедиите од трагичарите? Нема да споменувам имиња, само секој од гледачите нека земе некоја историска книга, нека ги прочита како дело, а да ги прочита и фуснотите, објасненијата, што ќе забележи. Немам забелешка на преводот. Преводот на Илијадата и трагедиите е коректен. Преведени се, можам да кажам, многу добро. Меѓу подобрите преводи се сметаат нашите.
Но кога ќе прочитате фуснотите и објасненијата, доаѓате до еден парадоксален заклучок. Во Илијадата Хомер зборува за пелазги, во објасненијата сите тие се погрчени. Погрчени се од нашиви измекари. Ахил во Илијадата Хомер го представува како пелазгиски јунак, водач на мирмидонците, кој што видовме во второто пеење, се представени како пелазги. Тој му положува жртви на пелазгијиот бог Дзе, или Зевс, како што го викаат грците. Меѓутоа во објасненијата, тој е најголем грчки јунак. Аргејците видовме се представени во Хомерото Илијада како пелазги. Во објасненијата ќе ги најдете како име за сите грци. Ахајците се представени од Хомер во преводот како пелазги. Во објасненијата исто така се представени како име за сите грци. Да не набројам, стотици вакви примери има. Ние си ги погрчивме, ние си ја продаваме собствената историја. Ние си ги продаваме собствените корени, никој не ни е крив. Иста ситуација со митологијата, кажавме, нема да повторувам. Со еден збор, се откажавме од древните македонски корени, се откажавме од древните македонци. Пошто ние кажавме дека не знаеме кој сме, се најде некој кој што знае па си ги присвои. Кажавме дека не знаеме кои се илирите и дарданците. И за нив се најде некој да каже дека знае кои си, и нив си ги присвои. Ги учимо учениците во средните училишти на факултетите дека македонската драма и театар почнува во 19 век со Чернодрински. А прошетајте малку низ Македонија, што ќе видите на сите страни древни театри од пред 2.500 и повеќе години. Не учат дека архитектурата во Македонија почнува во 19 век. А што може да видиме на највидните, најпознатите западни енциклопедии и учебници за архитектура. На насловната страна на македонската куќа од Породин Битолско 5000 години пред Христа. Тоа не е наше. Очигледно нашиве го сметат за грчко, па зборуваат за архитектура од 19 век. Еден наш поранешен председател се откажа од античките македонци и на својот сајт запиша дека историјата на Македонија почнува со Самуиловата држава во 10 век. Малку беше тоа, па 2003 година при прославата на Илинден, на 100 годишнината од Илинден, се откажавме и од Самуила. Како тоа го сторија подготвувачите на оваа прослава? Со две пароли, кои што ги истакна во таа пригода, како прикладни ги смета. Првата парола беше 100 години Илинден, 100 години македонска државност. Погледнете, 100 години Илинден, 100 години македонска државност. Што ова значи? Ова не значи ништо друго, него дека ние се откажуваме од Самуила и неговата држава и тврдиме дека државноста почнала 1903 со Кушевската република. Меѓутоа, уште на истата прослува, тоа веќе е минато. Се најавува нешто ново, се најавува откажување и од Илинден. Тоа е со втората парола, истакната при оваа прослава. Овие пароли ние ги можевме да ги видиме во сите санданчиња по нашите домови, можеме да ги видиме во сите дневни весници, така беа дистрибуирани, ги видиме на бројни, на стотици билборди низ Македонија. Втората парола што истакна беа момче и девојка. Девојката ја представува 1903, а момчето 2003. Но што гледаме, што забележуваме? Момчето и врти грб на девојката. Дали ова значи откажување и од Илинден и препуштање на Илинденското востание на некој друг? Сигурно дека е тоа. Друго не може да биде. Не може некој неосмислено така да му текне да пушти две момчиња и девојчиња и да тоа ништо не значи. Еве ја пораката. И Илинден не е наш. Потврда ни дојде многу брзо. Повторно од еден наш поранешен
премиер, кој што најави заедничко чествување, заедничко славење на Илинден, односно Илинденското востание со една наша соседна држава. Не можам да разберам. Што има ние да славиме со други држави наши празници? Си имаат тие своји празници, си имаат тие своји востанија, нека си ги слават. Што има овдека наш да ни чествуваат наши востанија, наши празници? Востанија кренати за ослободување на македонската држава, не на бугарската. Што ако не, ова значи дека ние сакаме веќе Илинден да го препуштиме на некој друг. Друго нешто. Ние го променивме уставот. На тој начин што се откажавме од грижата нашето малцинство во соседните држави. Што ова значи? Ништо друго освен дека ние македонците не постоиме. Ја потврдивме грчката теза. Ако нема македонско малцинство, ако нема наши граѓани од таде границата кои што го зборуваат истиот овој јазик, со иста култура, исти обичаи, исти традиции, не се македонци. Што сме ние? Па и ние не сме македонци. Го сменивме знамето. Древното, исконското знаме со милениуми, видовме ние на посебна емисија, посветивме на сонцето. Со милениуми е присутно овде. Го имаме во сите цркви и манастири, по камењата, по карпите, низ Македонија. Го имаме по домовите, по храмовите. И тоа значи дека тоа не е наш сампел, дека му и припеѓало некоја туѓа цивилизација. Повторно одродување од корените. Подпишаме договор со една соседна земја, како што наведовме во него на јазикот предвиден во уставот. Боже сачувај, го сведовме јазикот на уставна категорија. Категорија што може у секое време да се промени. Па сакам да ги прашам идеолозите на овој договор. Па имаше ли Македонија име пред тоа? Прв пат ли се употреби тоа име со уставот на Република Македонија? Тоа е милениумско име видовме. Откако постои светот, откако постои култот на Божјата мајка, 9 милиони име тоа име екзистира на овие простори. Со аргументи, со факти го докажавме во изминатите емисии. Ја потпишаме времената спогодба од Нью Йорк. Тоа се сите овие луѓе, истите овие од 45 години кои што сите овие работи ги историја, припаѓаат на една иста група луѓе, на едно исто милје. Замислете, подпишавме спогодба за да разговараме и да се договараме со нашиот јужен сосед за името, па потоа да бидеме примени со новото договорено име во Обединетите нации. Во услови кога повелбата на Обединетите нации има таксативно наброено услови за прием на нови членки, кои што патем речено потврдено Македонија сите ги исполни до еден. Доброволно си прифативме уште еден дополнителен уствор надвор од меѓународното право, надвор од меѓународните конвенции, надвор од правилата, односно од одредбите на правилата на Обединетите нации. Сами си ставивме јамка на врат. И тоа каква спогодба подпишавме? Да се договориме со нашиот јужен сосед. Знаете кога ќе се договориме? Никогаш. Нашиот народ вели кога врбата ќе роди грозје. А тоа не значи ништо друго него никогаш. Нив не имеја целта да избежат македонското име, да го избежат македонскиот идентитет, македонскиот јазик. Ќе видиме во наредната емисија го содржи кодот кој што го дешифрира минатото. Тоа нив им смета. Да не остане никој кој што ќе може да се праша чие нечие културно наследство ќе се откопа и ќе се најде некој запис од оваа древна македонска библиска земја. Затоа не надгледуваат што копаме и што тражиме и што бареме. Затоа не советуваат да нагледаме назад, да гледаме напред. Значи, рековме, ова го прават истите луѓе. Целта им е иста и единствена. Со што ова покажуваат на светот? Покажуваат дека сме аморфна маса, дека не знаеме кој сме, дека затоа треба да си најдеме своје име кој ќе одговара на калата од скатарпатските мочуришта, соодветно на таа постојбина.
Затоа не сметат за натрапници. Самите тоа си го кажуваме, самите така се представуваме. Со ова си правиме и колективно, духовно убиство. Многу потешко од физичката ликвидација. Цел еден народ духовно се убива. Неговата култура, неговите корени, неговата историја. Се чини дојде време македонците да се бранат самите од себе си. Затоа мислам, после сето ова, дека одговорот на прашањето зошто ова ни се случува, сам се наметнува. И извира просто, блика од овие искажувања. А тоа е дека од калта на задкарпатските мучилишта, која ни е не до гуша, туку преку глава, не можеме да ги видиме древните автори како што се Херодот, Страбон, Аријан, Јустин, Херодот, Тукидид, Диодор и така натака, и да си ги спознаеме своите древни корени. Треба некој друг да ни кажува кој сме и што сме. Затоа сакам да ги подсетам овие наши историчари и политичари кои што 50 и повеќе години не трујат со небулози и со невистини, ја кријат од нас нашата древна историја. Југославија веќе не постои, Голи оток веќе не постои. Да бидат доблесни и да признаат, не мора јавно, самите себе да признаат и да дадат прилог кон афирмација на македонските древни корени, кон македонскиот идентитет, да не може кој ќе стигне да не гази и да не негира. Како членови на највисоките научни институции нивни озборували многу повеќе на било кој обичен граѓанин и на било кој друг. Тоа им е патриотска задача. Ако тоа не го сторат, себе си само ќе се промовираат како добри трговци, како добри измеќари и почитувачи на делото на Кјуб, Златов и Чанта под Масова. Самите како такви ќе се промовираат. А сакам еден апел до владата да најде сили, без оглед на сите притисоци, да го реформира образовниот систем, во сите училишта на сите нивоа да се воведе древната македонска историја, да се изучуваат древната македонска историја, древните македонски корени од сите аспекти. Да не може веќе никој натаму да не присвојува. Благодарам. Во наредната емисија ставаме крај на оваа серија. Тоа ќе го направам со мој личен предлог за разрешување на овој спор, кој што може да биде разрешен на два начина. Ако веќе спогодбата е направена од два субјекти, тие мора да бидат рамноправни, ќе попушти едниот или другиот, ќе го промени името едниот или другиот. Ако е навистина во прашањето името. Јас не мислам така. Името Република Македонија децидно прави разлика од соседните држави. Нема ни една држава со име Македонија и нема ни еден регион со име Република Македонија. Тоа е доволно. Меѓутоа, ако е навистина името, јас ќе дадам предлог, тоа може да се направи на друг начин, и затоа емисијата ја насловив 9 причини Грција да го смени името. Благодарам.